Нашиот став е непроменет и јасен. Не можеме да прифатиме обезличување на армијата и промена на името на армијата на Република Македонија, нешто што никој не го барамо од нас. Впрочем, поради таа работа, ние поднесовме идентичен закон, кој што беше отворен од страна на власта, во кој што единствена разлика беше непромената на името на Република Македонија. Благодарам. Од власта вика дека ќе сте гласале за НАТО или за Република Северна Македонија, од друга страна не сакате за армија. Која е тука разлика? Видете, сосема идентичен закон беше поднесен од ВМРО ДПМН, буквално идентичен на секој ниво. Единствена измена беше измената, односно промената на името на Република Македонија. ВМРО ДПМН ниту го подржа Преспанскиот договор, ниту гласаше за промена на уставното име на Република Македонија, ниту ќе гласа за промена на името, односно на името на армијата на Република Македонија. Доколку навистина интенцијата и беше да се помине законот за одбрана, може да го прифатат законот за одбрана кој што беше поднесен од ВМРО ДПМН, во кој што единствена разлика беше непромената на името на армијата на Република Македонија. Така, навистина ќе докажеа дека, соочувајќи се со сите проблеми кои што ги имаат, почнувајќи од аферите во обвинителството, од аферата Рекет, од вчерашната класификација од страна на економист за хибриден режим, ќе можеа навистина да работат нешто добро за државата. Вака, кога ќе направиме една ретроспектива на владењето на СДСМ, на површина, односно први работи кои што излегуваат на виделина, се корупцијата, непотизмот, хибридниот режим и слични квалификации за нашата држава и за владењето на оваа власт. Според анкетите, последните и од вашите некои други партии, сте прва партија, но кај албанците сепак е пак други прва партија. Вице-премиерот Османи рече дека тие ќе го почитуваат тоа победник со победник. Дали вие стоите уште на тоа? ВМРО ДПМН и председателот Христијан Мицковски даде изјава дека ќе соработуваме со партиите кои што програмски се слични или близко до нас или ги прифатат оние активности, односно оние мерки кои што ВМРО ДПМН ќе ги понуди за подобрување на состојбите во државата.